искуството дружејќи со овие животни, поготово јавајќи на грбот на еден конј, е нешто многу моќно. Сите видици, сите погледи, поготово природата, ја гледаме многу реално и ја гледаме многу блиску до нас. Зашто? Бидејќи конјот како живо суштество ни испраќа вибрации кои ние несвесно ги примаме. И затоа сите наши мисли, сите наши гледања и видици се малце поразлични од она кога сме доле од него. Така да, поготово на оние патеки кои имаме долги часови во конј, сум го приметил тоа после 30 км, се создава една хармонија во групата, во кој ние едноставно го уживаме моментот во еден вид на активна медитација. На туристите кои не посетуваат, највеќе им се допаѓа она што сме ние, така и ние почнавме. Значи, презентација на она што ние го доживуваме, да го доживеат и они. Меѓутоа, друг акцент покрај тоа е она како ние функционираме, значи самиот систем на одржливост, имплементирање на локалното население во целава приказна, бидејќи тоа е најбитен фактор за да може да се прикаже реалноста на овој регион. Теренот кој го поминуваме е доста разнолик, значи доста интересен. Јаваме од 600 до 2163 метри на меденица, од кои поминуваме нормално шумски патеки, стари патеки во кои поминувале мијаците. Тоа ми беше мене лично сатисфакција и предизвик за да ги откријам сите нив. И исто така, секогаш кога ќе се искачиме на надморска висина над 2000 метри, имаме прекрасни пејзажи. Се гледат цела централна и западна Македонија, почивајќи од Љуботен, завршувајќи до Крчин. Тоа е нешто фантастично. Една одлична забава представуваат еднодневните тури со кои ние почнавме, бидејќи е еден микс на кратко доживување, јавање коњи со потоа некои локални закуски, кои се исто така многу битен дел од самиот производ. Меѓутоа, најголемо задоволство во последно време ми представуваат оние поголеми активности кои ги изведуваме, а поготово онаа патека на мијаците, кои всушност на некој начин пробуваме да имитираме некој вид на номадско племе кој представувале они. И во таа патека на мијаците или во тие по-долги активности, тука има долгодневни јавања, значи долги временски периоди од денот во седло, со посета на мијачки села кои дефинитивно е малце потешко да се посети на некој друг начин, и нормално со преспивање на кампови во планина, од кои е доста интересно да се осети оној вид на номатизам кој они тогаш го доживеале, и тоа стварно ме води во едно искушение да го доживувам све почесто и почесто.